Драги граѓани, многу направивме во Македонија. Заедно многу направивме за Македонија. Се што правиме за Македонија, го правиме со вашиот глас, затоа што ја добивме вашата доверба. И затоа имаме чист образ да дојдеме да поднесеме отчит за сработеното и повторно да бараме доверба од вас. Доверба на основа на програмите што ги нудиме. Нашите програми произлегуваат од вашите потреби. Нашите програми произлегуваат од вашите барања. Затоа со мојата програма, која е програма на континуитет, јасно кажувам каква Македонија ќе градиме доколку повторно ја добијам вашата доверба. Македонија економски силна и развиена. Македонија членка на Европската Унија и на НАТО. Македонија отворена кон светот. Македонија напредна земјоделска земја. Македонија во која младите ќе можат да добијат квалитетно образование, да добијат работа, да создаваат семејства и да остават потомство. I'm here with you tonight to show Овде сум да го покажам големото пријателство и нашите врски на шведската влада заедно со вас. Нашата поддршка и да ги унапредиме нашите врски и да ги покажеме нашата огромна поддршка кон вашата влада. importantly of all, I do Ти hope кажам дека сме овде да ја поддржиме ВМРО и тројцата кандидати и се надевам дека во иднина ќе имате голем напредок после и со среќа на изборите. Macedonia into the future and good luck with the election. Сакам особено да се обратам, да кажам нешто за гласачите на СДСМ, да кажам нешто за неопределените, сакам нешто да кажам и за гласачите на помалите партии. Потребна, и тоа како ни е потребна, на Македонија е потребна вашата поддршка. Почитувани сограѓани, соочени сме со барања за промена на Уставот. Соочени сме со барање за редефинирање на уставниот поредок. Редефинирање на уставниот поредок значи рушење на актуелниот уставен поредок. Во таа констелација, каде што се бара рушење на уставниот актуелен поредок, во ситуација во која што се бара консензуален председател, во ситуација во која што се бара консензуален буџет, каде ќе стои Кочани? Што ќе направи Кочани? Ќе седи ли дома или во недела Кочани и цела Источна Македонија, целата трета изборна единица ќе излезе да гласа и ќе рече ги поддржуваме Никола Тодоров, Никола Груевски и Ѓорѓе Иванов со 63 пратеници. Нас ни се потребни 63 пратеници да ги заштитиме економските интереси на Македонија. Со 63 пратеници многу повеќе ќе можеме да ја помагаме на општина Кочани и околните општини и на сите местни заедници. Сакам да ве повикам, сите овдека заедно, рационално да размислиме, рационално да погледнеме на работите. Дали на граѓаните на Кочани им одговара, им е од интерес, да се направи експресен пат помеѓу Штип и Кочани со 4 ленти? Дали им одговара да се направи автопат кон Источна Македонија, од Скопје до Штипа, потоа како експресен пат до Кочани? Дали на граѓаните од Кочани им одговара што ќе се воведат нови методи во општата болница во Кочани? Дали на граѓаните на Кочани им одговара тоа што тука ќе биде изградена браната на Оризарска река, една од најголемите инвестиции во земјоделието, 2 милиарди и 265 милиони денари, која што треба да започне со градба 2014 година, да заврши 2019. Дали на граѓаните на Кочани, на сите вас, ви одговара да се зголемат платите во администрацијата, да се зголемат платите во јавниот сектор, да се зголемат платите на полицијата, на здравствените работници, на докторите, на медицинските сестри, на наставниците, на професорите? Дали на сите кочанчани им одговара да се зголемат пензиите за 5%, односно за 21,5% за 4 години? Дали на кочанчани им одговара силната поддршка во земјоделието од 600 милиони евра за 4 години?
или 150 милиони евра годишно. Највисок предвиден износ за субвенции било кога во независна Македонија. Дали на Кочанчани им одговара тоа што во нашата програма, која што содржи 2046 проекти, има одвоено цели 110 страници проекти за Источна Македонија. Тоа е оваа програма со 110 страници фокусирани проекти на Источна Македонија. Доказ дека оваа влада има посебен фокус на Источна Македонија и на третата изборна единица. Драги пријатели, денеска е убав ден за Македонија. Денеска, покрај многуте инвестиции што се најавија во минатите недели, се објави најголемата инвестиција испоред бројот на вработени, испоред висината на инвестицијата, 5000 вработувања во регионот Крива Паланка, Куманово, Ранковце, Кратово, Пробиштип. Тоа е голема работа за тој регион. Драги пријатели, во само 3,5 недели донесоа одлука 9 крупни компании да инвестираат во Македонија. Овдека во Кочани веќе дојде компанијата Амфенол, која ќе вработи 1500 луѓе и веќе вработи 120 луѓе. Дојде и компанијата Антура, која веќе ја гради својата фабрика и тоа лесно може да се види. Донесе одлука уште една компанија која е партнер на Антура, исто така од Холандија, дополнителни 100 работни места. Задоволни се од квалитетот на работниците. Задоволни се од условите за бизнис во Македонија. Веќе го препорачуваат Кочани и Македонија на своите партнери. И јас верувам дека и во иднина ќе доаѓаат други компании во Кочани и во овој регион да отвораат нови работни места за луѓето кои се невработени. Драги пријатели, во овие 3 недели се објави една инвестиција во Охрид, германска инвестиција, 1000 вработувања. Уште една во Охридско-Струшкиот регион, 800 вработувања. Во Скопје производител на машини за печатарството, 200 директни вработувања. Во Гевгелија, откупно дистрибутивен центар, 6 милиони евра инвестиција, неколку стотици вработувања. Кичево, 1000 вработувања, автомобилска индустрија. Украинската инвестиција во Скопје, што се најави пред 2 дена, 150 вработувања директни плюс 50 индиректни. Македонската компанија Сивус во делот на информатичката технологија објави 400 нови работни места во 8 градови низ Македонија. И тоа посебно ме радува што е македонска компанија. Денеска компанијата ВИБО Груп објави одлука дека отвара, ќе гради ткајачница, предилница, фарбара, машка конфекција и дека тоа ќе биде најголемата европска интегрирана текстилна фабрика токму тука во Македонија. На 40 хектари со 5000 вработени и со извоз од 600 до 800 милиона долари за првите 5 години и инвестиција од 400 милиони долари. Тоа е нашето залагање, тоа е нашето работење. На тоа сме најмногу фокусирани. Само во 3,5 недели 9 компании објавија одлуки дека ќе вработат директни вработувања, внимавајте, директни вработувања околу 9000, плюс околу 3 до 4000 индиректни вработувања. За 3,5 недели, значи за 25 дена, објавени се директни и индиректни околу 13.000 нови работни места во Македонија. Така работи ВМРО ДПМН, така работи Коалицијата за подобра Македонија. Драги пријатели, денеска, како што кажав, имавме една убава вест во економијата и една убава вест во внатрешната политика.
Убавата вест во економијата ви ја кажав, тоа е новата инвестиција со 5000 вработувања. Убавата вест во внатрешната политика, барем за нас во ВМРО, не знам дали за сите во Македонија, е дека Заев објави дека нема да си дава оставка во недела вечер. Ќе остане председател на СДСМ. Петка! Браво! Што се однесува до ВМРО, идеално. Подобро не може да биде. Му посакувам многу здравје, долг живот и подолго да ни биде председател на СДСМ. Драги пријатели, вчера, негде од Сабајле, во СДСМ ја добиле новата анкета, што си ја нарачале самите. Нов шок. Губата од ВМРО уште е појако отколку што беше на 13 април. Паднал договор во последните 3 дена да се ветува се што народот сака да чуе, се што ќе им падне на памет што мисла дека ќе донесе гласови, да се ветува и да не се размислува. И еве ги вчера гледам, и вчера и денес, веројатно и утре, што ќе стигнат ветуваат. Одат кај земјоделци, колку ви е на вас субвенцијата, се думне се од утре. Колку ви е на вас, толку. Кај да се појават нови ветувања, ни пресметки, ни математики, ни дали е можно, ни дали е изводливо, ни дали е логично. Вас што ви фали, тоа ни фали. Готово, ветуваме. На вас тука што ви фали, тоа ни фали. Завршено. Народ ги гледа и се чуди. Изгубија 10 дена претходно во негативна кампања, во пукање, во омаловажување, во фалсификати, во клевети, во навреди, во монтажи. Видоа и тоа не дава никаков резултат. Прво пробаа со позитивна, ама соопшти работи, ништо конкретно, пошто не може да смислат конкретно. После фатија негативна, јака негативна кампања, сега во последните денови, кој што ќе му падне на памет се ветува. И мисла дека сега, ова е последна шанса. Рекле, после што ќе биде, нека биде, ние сега да приграбиме повеќе гласови, па после ќе му ја мислиме. Што ќе му ја мисла, драги пријатели? Не му ја смислиле до сега, сега ќе му ја мислиме. Ние работиме тимски. Тимски владата со председателот, владата со пратениците, со градоначалниците, со градоначалникот на Кочани. Таков е нашиот начин на работење и затоа имаме успеси и затоа имаме поддршка во 9 годишен период на 7 изборни циклуси. Дајте, приклучете се и вие со вашата енергија, со вашите гласови, да обезбедиме над 62 пратеника, да немаме пречки, кочници, условувања, уцени во реализацијата на овие 2046 проекти, кои што со сигурност се остваруваат. Помогнете за да ви помогнеме. Гласајте за да успееме без пречки да ги реализираме. Дајте да овозможиме брз напредок на Македонија заедно со победничкиот тим со овие 2046 проекти. Да славите и вие заедно со победничкиот тим во недела на 27 овде во Кочани. Од темнина до светлина, од солзите до насмевка, од зборовите до делата, има разлика. Заокружи број 5 и гласај за 2046 нови проекти, кои што докажано се реализираат. Проверено. Нова изборна програма на ВМРО ДПМН. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.